Така, значи, после 2-годишна пауза, ова година повторно го организираме Великденскиот базар, на кој што ги изложивме креациите од младинците со интелектуална попреченост, членови на социјалниот клуб Порака. И овие изработки беа дел од креативните работилници кои што ги започнавме некаде после Нова година, па до пред некое време. И во самиот процес беа вклучени сите наши членови младинци со интелектуална попреченост, секако со поддршка на стручниот тим и на родителите кои што се волонтери во нашата организација. И сметам дека сакаме така повторно да ја заживееме таа традиција после 2-годишна пауза за Великден да ги изложиме нашите изработки. А што се однесува до Струмичани, можам да кажам дека сме задоволни. Има интерес и за купување на самите производи, но наша цел не е колку ќе продадеме, туку наша цел е да бидеме присутни овде во центарот на градот, да бидеме видливи, да ја пренесеме таа порака силна која што ја пренесуваме веќе толку многу години, а тоа е дека треба да бидеме вклучени во сите пори на општеството, а сметаме дека преку креативноста на нашите членови, преку нивните изработки, мислам дека последните години покажавме дека тоа ни е најсилна порака која што ја пренесуваме, а тоа е дека преку нивната креативност тие можат да ги изразат нивните можности, а тоа уствари покажува дека тие имаат можности да бидат вклучени во сите други процеси во заедницата. Собраните средства повторно ќе бидат наменети за порака, бидејќи со тоа набавувате одредени материјали за кои што пак ќе спремате некои повторно креативни работилници и повторно нови изработки. Така, да, сите средства кои што ќе бидат собрани денеска од продажбата ќе бидат искористени за опремување со нови дидактички материјали во социјалниот клуб и така некако ни се поврзуваат. Парите собрани од изработките за Великден ги користиме за купување материјали за изработка на украси за Нова година, па од Нова година од продажбата средствата ги користиме за великденските украси и така некако последните години направивме една стратегија за да ги алоцираме собраните средства, но како што кажав, главната цел е преку вакви позитивни, релаксирачки, опуштени активности да бидеме присутни во заедницата и на еден начин да придонесеме во разубавување на празниците на граѓаните.